Почитувани, ја слушате и гледате емисијава на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Јони Бети Треновски. Веруваме дека сте задоволни од досегашниот тек на емисијава и се надеваме дека ќе останете до крајот на истава. Следуваат минутите определени за нашиот и ваш гостин, а тоа е нашиот драг и ценет гостин, господинот Ристо Никовски, политички аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија, со кого ќе разговараме за најактуелните теми кои ја тиштат Македонија и македонскиот народ. Токму така, почитувани, со господин Никовски ќе разговараме и за она што се случува во Украина, каде што се вперени очите на светската јавност. Затоа останете покрај вашите приемници и апарати, за да го проследите целиот разговор со господин Никовски, преку кој разговор ќе бидете информирани, се разбира од негов агол и негови анализи. Ве убедуваме дека нема да жалите за потрошеното време. Останете со нас до крајот на емисијава за да дознаете што има да ни каже господинот Никовски. Во овие моменти го покануваме да ни се придружи во студиово на Македонски корени. Се надеваме проблеми со видеото и аудио линкот нема да има. Господине Никовски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Поарно нашол и поздрав за сите наши во Австралија. И ќе ми дозволите прво веднаш да го искоментирам орото кој пред малку го чувме. Па нашата музика е нешто невидено во светот. И кога би биле голема земја, веројатно се што се пее и свири кај нас, целиот свет ќе го свири и пее, меѓутоа, знаете, малите земји имаат хендикеп и тоа се чувствува. Добро, ви утро и од мене, господине Никовски, и ви благодариме што денес сте повторно заедно со нас овде во студиото, но и со сите оние кои што не гледаат и слушаат во овие моменти. Ми е задоволство, поздрав за сите наши во Австралија и во светот кај што не слушаат, и ако ми дозволите, прво би го честитал успехот на нашата презентација во Палермо, Италија. Тоа беше сензација, ни дојде како мелем на душата во сите овие маки и тешкоти и трагедии кои ги живееме и да се надеваме дека и во Португалија ќе постигнеме успех. И уште еден апел околу помошта која би требало да дојде од Австралија за нашите во Бугарија. Сите знаете и вие тоа постојано го повторувате дека Бугарија е во една невидена агресија против Македонија, сака да не сотре, да не уништи, а таму имаме само два бисери, тоа е партијата Омо Илинден Пирин и вестникот Народна волја. Двете се под знак на прашање и за сега помош стигна сериозна од Канада и аранжманот е секој што ќе помогне да се издаде еден број на вестникот, а тоа е 2000 евра, не сум сигурен колку е тоа во австралиски долари, во вестникот на Ачик на видно место, ќе има негова слика, ќе има негова кратка биографија и ќе пишува дека благодарејќи на неговата помош излегол тој број на вестникот. Велам, тоа е за фамилијарната архива, за фамилијарното наследство, разбирате, еден прекрасен доказ за патриотизмот на секој човек, за разбирањето на потребите на овој наш македонски напатен народ. И велам, не се големи пари, велам, не е нешто што е недостижно не само за богати, некој дури за средната класа која може такво нешто да си придонесе. Сега имаме неколку месеци обезбедено од Канада, 5 месеци поточно, али велам, времето брзо лета. Првиот број ќе излезе после скоро 7-8 месеци пауза по смртта на нашиот херој Ѓорги Христов на 1 мај и не смеме да дозволиме после тоа да не излегува редовно секој месец. Велам, се извинувам што повторно го потенцирам тоа, али се работи за македонско да се биде или не, и ако сега не покажеме чувство и одговорност за нашиот македонизам, навистина не заслужуваме да обстанеме. Нема што да се извинувате, секогаш сте добродојдени. Ние, како што знаете, почнавме пред неколку месеци со апелот, неколкумина на почетокот се јавија дека донирале средства. Ние неколку пати ги подсетуваме, меѓутоа убаво е што почесто се подсетуваат, а ова е веќе малку поинаков апел за оние кои што се во можност малку со подлабоки џепови или средни џепови да може да си допуштат да
вложат околу 2000 евра или 3000 долари, кое што ќе остане како едно наследство и кое што ќе го пренесуваат неговите поколенија, дека татко ми, дедо ми или брат ми помогна да опстои овој вестник кој што е единствениот, можеби и драгоцен доказ дека во Бугарија македонци има. Апсолутно точно и верувам дека ќе се најдат наши луѓе кои ќе одговорат на овој апел. Господин Никовски, по неколку децениско разочарување и блокади, македонците се помалку веруваат во политиките на Западот. Власта ова го поврзува со ситуацијата во Украина, се обидува причината за таа недоверба да ја оправда со тоа што македонците ги подели на проруски и проунгарски, игнорирајќи ја вистината. Која е причината што довербата во ЕУ секоја година се намалува? Дали е реална констатацијата на проруското расположение и дали разочарувањето на македонците е поврзано со вредностите и принципите на Европската Унија, но и од понижувањата кои ги трпиме ние македонците, но и Македонија како држава, а Европската Унија за сето тоа молчи. И дали дел од разочарувањата треба да ги бареме и во нашиот двор, односно во неспособноста на оваа македонска влада? Прво, најточно е последното. Нашата влада сегашна и предходната се однесуваат како да се отсутни, како да не разбираат што се случува и во суштина и во целина работаат против оние суштински, стратегиски интереси на македонскиот народ. Инаку поделбите на проруски, проунгарски, прозападни, мислам, се чиста безмислица, глупост, најобична глупост. Македонецот е пресе промакедонски расположен, разбирате. И тоа е факт кој никој не може да го негира. Од друга страна, ние сме по својата позиција географска и политичка, ако сакате, поврзани со Западот. Сакале или не келе, тоа е така. Симпатии за Русија има, симпатии за Америка има, симпатии за Турција има, симпатии има за Франција. И тоа не е спорно тоа што се случува во секоја држава, разбирате. А што се однесува пак во вашето прашање во врска со односот кон Европската Унија, велам, нас, нели, синонимни е трпејца, дека сме трпелив народ, толерантен народ, а толеранцијата е всушност некој синоним за културата. И ние до сега навистина покажавме невидена трпеливост во однос на неприфатливите, навредливите политики на Брисел и на Европската Унија кон Македонија. Па видите, тоа што ни го прават овие 30 години по распадот на Југославија е безобразлук, чист, разбирате, е нешто што е недостојно за Брисел, кој навистина е еден светски центар по многу што единствен и по многу што со многу вредности. Меѓутоа, во односот на Македонија, тие се однесуваат како да сме ние некои отпадници, некои ајдуси, разбирате, кои треба да се толерираат на начин нецивилизацијски и тоа, велам, ние го толерираме, го трпиме и мислам дека тоа не ни служи во целина на чест. Македонија во дадените услови мора да ја превземе судбината во своји раце, мора да гради политики и активности кои ќе бидат во интерес на македонскиот народ, а не да се додворува на Бугарија, на Брисел и на Вашингтон и да зборува дека се тие наши пријатели, дека се тие наши стратегиски партнери и слично, а тие од ден на ден единствена цел им е, поготово на Вашингтон, да го содат македонскиот народ. Од власта уште еднаш покажаа и докажаа дека не фермаат ниту устав, ниту Венецијанска комисија и си донесоа уредба со која амблемите на полицијата од следната година ќе бидат двојазични. Изненадени ли сте од ваквата одлука? Дали ваквата уредба смеја да ја донесат? И дали уредбата е во согласност со уставот, но и со европските вредности и најважно, дали со двојазичните униформи и ја кантонизираат полицијата? Се што се прави во држава последниве 5 години е де факто во правец на федерализација. Сите потези суштински кои се направени
од договорот од Нивици, од договорот со Бугарија, од тиранската платформа, разбирате, од законот за албанскиот јазик, се тоа чекори во рушење на македонскиот карактер на оваа држава и полетите на полицајците кои апсолутно против уставно само покажуваат дека нивната посветеност на уништување на македонизмот е толку силна и неспорна што не се спремни да било каков чекор во таа насока. Мислам, за да се разбере тоа, мора да се знае дека власта е донесена од страна на странскиот фактор, дека таа власт има апсолутно прецизни задолженија да уништи све македонско оваа држава, албанците да ги фрли во преградка на Приштина и на Косово, на Приштина и на Тирана, а македонците да ги фрли во преградка на Бугарија, да се булгаризира македонскиот народ. И велам, ако го гледате тоа аналитички, секој дневно имате докази за таквите потези. Меѓутоа, пак е во праше нашиот народ кој тоа долго го толерираше. Меѓутоа, мислам дека сега веќе има промени. Последните избори локални покажа дека македонскиот народ се освести, свати дека е манипулиран, свати дека со него си играат сили кои немаат врска со патриотизмот и со нашите фундаментални интереси, и мислам дека се отвара полека, ама сигурно перспектива да се трне во една права насока, во која меѓу другото ќе мора да се откаже под хитно договорот од Преспа, договорот со Бугарија, а после тоа да се ревидира на еден или друг начин договорот од Нивици. Мнозинството македонци имаат јасна слика за тоа кој е вистинскиот премиер, односно лидер во сенка во Македонија, а кој само марионета, како што го представуваат. Пред неколку недели ми се чини дека мистеријата за тоа ја расветли форумот во Анталија, на кој беа присутни светски државници, а тамо наместо Димитар Ковачевски беше присутен Зоран Заев, заедно со неговата верна сенка Венко Филипче, поранешниот министер за здравство. Како го видовте сето ово од ваш агол, од ваша гледна точка? Во кое својство беше Заев на форумот во Анталија? Не изненадува тоа што Заев се појави тамо. Мислам, поранешните премиери, председатели, министри се повикуваат на такви форуми, разбирате. Меѓутоа е многу за изненадувачко што го немаше Ковачевски. Бидејќи тоа беше навистина еден силен, висок по ниво собир на светски лидери и мислам дека неговото место беше апсолутно таму. Тоа во секој случај е индиректен, ако не и директен доказ дека сепак, значи, таа стара власт која и го донесе новиот премиер, ги држи конците цврсто во своји раце и диригира со настаните кои ќе следат. Велам, тоа е само еден периферен, ако сакате, доказ во целина, бидејќи за нас се клучни политиките кои се спроведуваат. Ако тие политики беа соодветни на нашите национални државни интереси, Ковачевски не мораше да оди ни во Брисел, ни во Анталија, ни било каде, али ние ќе имавме докази, ќе имавме факти дека се прави нешто од наш интерес. За жал, тоа не се случува. Секој дневно и пред малку вие емитиравте изјави, разбирате, кои покажуваат дека луѓево или се отсутни, или не разбираат што се случува, а прават све на штета на македонските долгорочни интереси. За случувањата во Украина ќе разговараме малку покасно, сега само околу одлуката на Руската Федерација, Македонија да ја прогласи за непријател на Русија, и тоа не само усно, туку за тоа има и пишан документ, декларација која ја потпишал Путин. Требаше ли до ова да дојде или пак со подипломатски пристап Македонија можеше да избегне да не се најде на овој список, и какви се ќе бидат последиците од ваквиот чекор на македонската дипломатија пред се на економски план? Основна должност на раководството на секоја држава, разбирате, од најмалата во светот до најголемата, нели така, и до најсилната, ако сакате, САД,
е да се бори за интересите, за сопствените интереси, за интересите на сопствениот народ. Кај нас тоа веќе на еден евидентен начин не се случува. Видите, Македонија навистина има своји обврски после членството во НАТО, кое по моја оценка беше погрешно, бидејќи во последно време Алијансата е една агресивна групација која не бира средства и начини да ги изврши, да ги заврши нечистите бербат работите на единствената суперсила. Меѓутоа, и Турција е членка на НАТО, па ете не прави санкции во Србија. Знаете, кога во прашање е доведен обстанокот на македонскиот народ, а тоа е реалност веќе, да не речам веднаш по распадот на Југославија, еве да ги земеме последниве 4-5 години, кога развојот на настаните е драматично брз и катастрофално негативен за нас. Разбирате, ние кога ни го негираат потеклото, ни го негираат идентитетот, ни го негираат јазикот, ни го негираат и то на најотворен, најсвиреп начин историјата и се. Видите, Руската Федерација има апсолутно исправни ставови, оценки, анализи, научни тврдења околу потеклото, постоењето на македонски народ, на македонски јазик, на македонска историја, дека Кирил и Методи биле македонци по потекло од околината на Солун и така натака и така натака. И место во тие услови ние да бараме помош, да Руската академија на науките излезе со факти, аргументи, докази да ни помогне во дава ситуација, ние поставуваме санкции, ние потеруваме нивни дипломати, разбирате, се прави една антируска еуфорија во држава, како да се тие најголеми ѓаволи, разбирате, а тие се жртви на други странски интереси, иако ова не значи никакво оправдување на војната интервенција во Украина и слично. Знаете, ако самите не се борите, ако самите не се браните, ако самите не тропнете на маса кога е доведен во прашање вашиот опстанок, никој друг нема да мрдне со прст. Тоа го покажа и овие германски гостинки кои пред малку вие ги прикажавте, кои во Скопје ни одржа нова лекција дека тие многу не сакаат, тие дека многу не поддржуваат. Али прво да капитулираме со Бугарија, да ги прифатиме нивните уцени и ултиматуми, а после тие ќе не величаат и ќе не викаат дека сме најдобри на светот. Таа, велам, се работи толку видливи, толку неприфатливи, што треба да се навистина, да не речем што, да ги толерираш и да ги прифаќаш и да се согласуваш со нив и да на некој начин соработуваш, што е најстрашното со тие наши душмани, чија единствена цел е да го уништат македонскиот народ. Досегашната пракса, или ако сакате стратегија, која за жал очигледно е дека Македонија нема, кога станува збор за примената на меѓународното право, не вроди со плод. Дали приказната за некакви човекови права се реалност или само обични приказни? Дали правото и правдата во мултиполарниот свет и сложените геополитички интереси можат да се добијат без претходно да се избориме за нив, бидејќи очигледно е дека нашата дипломатија воопшто не се бори, не води грижа? Видите, дипломатијата ја спроведува државната политика. Дипломатијата не е креатор на надворешната политика, таа е спроведувач. Ако на дипломатијата не и дадете јасни и прецизни задачи, таа нема ништо да превземе, ништо нема да направи. А кај нас е така, да се разберем од почетокот на распадот на Југославија, од цело време за нашата независност. Значи, во прашање државната политика, која ќе биде агресивна во една позитивна смисла во одбрана на сопствените интереси и потреби, или ќе се крие и ќе се прави поголем католик од папата и ќе работи де факто против сопствените интереси. Така да, тоа е суштината. Иначе со светот владее силата. И така ќе биде, јас сум убеден, најмалку уште следните 50 на години и сите прикази за некаква демократија, за некакви човекови права, за некој меѓународен правен поредок се приказни за мали деца, разбирате.
Па, секој ден тоа се крши. И то на еден груб и неспорен начин. Што се случи во Ирак во 2003 година, што се случи во Афганистан, што се случи во Сирија, што се случи во Либија, што се случи, велам, во едно чудо земји во светот, пак со претекст на, или да земе Србија, бомбардирањето на Србија и Белград. Све е тоа нелегално, све тоа надвор од тој меѓународен правен поредок. И што се случи со Македонија, ноите подалеку. Кој ни го оспори наше името и ни го суспендира името и ни го промени името? Соединените американски држави. Во се што се случи во Советот за безбедност на Обединетите нации, која е неформална светска влада, е нелегално, 100% спротивно на повелбата, тоа е уставот на Обединетите нации. Значи, уставот, повелбата на Обединетите нации е устав на светот. Спротивно на тој устав, светски устав, нас место тие 4 услови за прием Обединетите нации ни поставија уште 2, кои се надвор, кои апсолутно немат никаква легална основа. И се што случуваше после тоа со Македонија. Така, не одете ни во Украина, не одете ни во Сирија, не одете ни во Либа, не одете ни кај сакате уште понатаму да се враќаме на Кипар или не знам во Гранада и така натака, разбирате, и на Хаити. Кога се беше настаните во Хаити, Америка имаше, интервенираше воено и рече операцијата е преземена заради враќање на демократијата на Хаити. А Кисинџер, генијето на светска дипломатија на 20 и 21 век, рече на Хаити никогаш не било демократија, разбирате? Така да се тоа приказни за деца и должност е на раководството на секоја држава во рамките на тоа што е реално, а не оно што е прокламирано и што не постои, разбирате, да се бори за своите интереси. И додека вие и на една најмала земја не тропнете на маса која се доведе да прашите вашите суштински интереси, никој нема да мрдне со прст, иако сите аргументи, факти, целата вистина на ваша страна. Тоа е реалноста во која живееме и верам, уште долго ќе живее светот. Како поранешен дипломат, а велате еднаш дипломат, нели останува секогаш дипломат, како ќе ја прокоментирате официјалната средба во Лондон на министерката за одбрана Славјанка Петровска, каде што наместо химната британскиот воен оркестар ја свиреше народната песна Јовано Јованке. Овој скандал околу пречекот на министерката за одбрана се обиде да го оправда, односно појасни Лукреција Малковиќ Атанасовска, директорка на Академијата за дипломатски протокол. Изјавувајќи песната Јовано Јованке не била замена за македонската химна, туку дека не била укажана чест да се свири песната при пречекот на Петровска. Господине Никовски, дали беше испочитуван предвидениот протокол за церемонии? Се обидував, влегнав во документите на Британското Министерство за одбрана во обид да откријам, да најдам која е протоколарната постапка при официјална посета на странски министер за одбрана. Не успеав. Во меѓувреме, од Загреб дојдоа некои вести дека и нивниот министер за одбрана бил пречекан на сличен начин, ама не кажа дали посетата била официјална као нашата или била работна. Што тоа се сосема две различни категории. Третиот факт е дека британската амбасада во Скопје изјави дека според нивниот протокол само шефови на држави се чекуваат со химна. Меѓутоа морам да признам дека мене се уште ме јаде јанза дали беше све спроведено како што е или сепак беше направен исклучок. Лично не верувам дека министрите за одбрана се пречекуваат со некоја народна песма. Лично не верувам, меѓутоа немам никаков доказ, разбирате. Впрочем, тоа што го видовме на телевизија, пред да почне обиколката на почесната чета и пред да се свират Јовано Јованке, нашата министерка се каче на еден подиум, додека британскиот министер стоеше покрај неа.
на подиум не се качуваш да примиш рапорт на соодветниот, мислам, воен представник. На подиум се качуваш да слушаш химна. А што се однесува до изјавата на британската амбасада во Скопје, таа може стави под знакот на намалување на штетата. А знаете, една од најстарите дефиниции на дипломатите вика, тоа се честни луѓе кои лажат во интерес на сопствената држава. Така, и тоа мора да го ставиме под знак на прашање. Велам, лично имам сомнеж, докази немам, али мислам дека она што се случи пред некое време во Американската амбасада, која најслучајно под наводници пеачката Тамара ги прескочи Гоце Делчев и Даме Груев и Сандански пејќи химната, нели, ова е само повторување дека нашата химна не е прифатлива. Јас не можам да го исклучам и фактот дека пред посетата на нашата министерка на Лондон реагирале или ургирале, ако сакате, грците, кои рекле, извините, таа химна веќе не идоликува на таа земја. Ние го имавме Ципрас, кој беше во Скопје, која химната не ја свиреа, нели така, што беше апсолутно кршење, класично кршење на протоколот. Како може Ципрас да стои тука и утре ќе ни ја смеат химната, тоа не е праша, не е никако дилема, прашање само на кој начин и кога, веројатно со преговорите за Унијата, да пееш ти денестат Македонија се раѓа, а која Македонија? Рекоме дека Македонија е во Грција, дека ние немаме Македонија. А Северна Македонија е нешто сема друго, разбирате? Така да, или за Гоце Делчев да пееш, а бугарите викат, тој е бугарин. И нашиве се спремни тоа да го прифатат. Значи, има едно чудо, да не зборуваме, што албанците одамна ни оспорија химната, али сега се повлекоа. Очигледно некој им кажа, де трчајте вие, де се експонирајте, другите ќе ја свршат таа работа. Таа берпати, нечиста работа, разбирате? Така да, јанцата останува. Тоа треба да се провери во Лондон која е праксата во такви ситуации. Тоа може да се направи само од Лондон. Ја не сега се јавам во нашата амбасада да ги прашувам да тие проверат, да ги замолам, бидејќи тие бе инволвирани во целиот случај и тие нема да работат против самите себе. Али велам, јанцата останува, а што е вистината ќе покаже времето. Вие на 7 минатиот месец во една колумна која објавите со наслов "Каква мрежа ни прете Софија и со која цел", маестрално ја анализирате намерата на Софија. На нашите слушатели и гледачи им препорачуваме да прочитаат оваа колумна, ако досега тоа го немаат направено. А за оние кои сега се со нас и за оние кои покасно ќе не слушаат и гледаат, ќе сакате ли да ги издвоите најсуштинските работи и порака, односно заклучокот од она што вие како аналитичар и поранешен амбасадор го објавите во таа колумна? Која е главната причина што сите овие 30 на години ни се скратува и ограничува македонизмот со создавање на мозаик од измислени факти и аргументи за нашето минато? Видите, додека нашиве политичари на меѓународен план се однесуваат како слон во стакларска работилница, Бугарија на еден прецизен начин, филигрански начин, ја гради својата политика кон Македонија и тоа не е ништо ново. Тоа е, макар од почетокот на 60-те години, кога тогашниот комунистички лидер, диктатор нивни Тодор Живков ги дефинира основите на бугарската политика, дека македонци нема, дека македонски јазик нема, дека македонска историја нема, а ние сме неразбудени бугари, нели така, кои преку Тито и други со окус-покус препарандо се направија македонци. Тие таа мрежа ја прават, велам, на таков начин, што секој чекор, секоја нивна изјава е дел од мозаик, кој нашиве не го согледуваат, разбирате, удираат со глава во зид, и велам, се додворуваат на Софија, а Софија води класична, жестока, агресивна војна против Македонија. Разбирате? Така да, секој нивни исчекор, почнаа со нели така во Европа сака да докажа дека нема, дека ние да прифатиме дека не сме македонци, дека нема македонски јазик. Видоа дека тоа не врви, се свртија кон македонските бугари, разбирате? Нема, значи, бугари во Македонија. Има македонски бугари,
А тој термин тие го употребуваат макар 100 години, ако не и 150 и повеќе. Македонски бугари, значи неразбудени бугари кои се третираат територијално како македонци, а во суштината се бугари, разбирате? Ние во уставот немаме македонски албанци, ние немаме македонски власи. Тие сакаат да влезат како македонски бугари и дури нашите аматери го користат и го повторуваат тој израз македонски бугари, македонски бугари. Знаете, кој ќе влезе во уставот наш македонски бугари, тоа значи дека сите сме такви. И прашање само на време, кога ние другите ќе речеме, ба чекајте, луѓе, да немој да не дискредитирате нас и дискриминирате кога сме сите македонски бугари, разбирате. Тоа е целта и сака да влезат исто така во преамбулата на нашиот устав. Како такви, а не како малцинство, што мнозина вика, тие сакаат малцинство. Не како малцинство, тие се мнозинство, односно сите ние сме такви, разбирате. Така да, се тоа нивни марифети, ако сакате што би рекле народски, како полека да го тестат нашиот маневарски простор, да ги наметат своите интереси и да не доведат еден ден во безизледна ситуација, која ќе се сочиме со нешто што се градело, нели така, тие се прават, зидаат куќата, а ние не ја гледаме, разбирате, зидаат куќата, антимакедонска, негација тотална наша и сето тоа. Така да, велам, за разлика од нив, кои на маестрален начин тоа го прават и повторуваат, а нашиве како да не разбираат ништо. И знаете што е најстрашно во таа ситуација? Ние имаме сега историска шанса преку реципроцитет да се избориме, ако ние ставиме бугари во нашиот устав, кој ги нема во држава, мај ќе ги ставиме, не е тоа никаков проблем, нели така? Еви се пописот ќе покаже дека ќе има разни манипулации, али бугарите не може да ги измислат, разбирате. Ние ќе имаме историска шанса да им кажеме да, во ред, ќе ги ставиме, утре ќе го отвориме уставот, ќе ги ставиме бугарите во нашиот устав, али основното правило на реципроцитет во меѓународните односи и вие македонците ставете ги таму. Со еден таков потекник ќе ги матираме. Софија никогаш нема да призна дека има македонци. Никогаш нема да ги стави во нивниот устав, разбирате? Ние на тој начин веќе како би рекле, да правиме пресврт во таа војна со нив и ги ставаме пред свршен чин, ги ставаме во небрано, разбирате? Ама за тоа се потребни политичари кои ги разбираат работите и кои се спремни да се борат за интересите на овој народ. Во вторникот и премиерот Ковачевски во врска со македонско-бугарските разговори изјави дека штом ќе го имал документот, ќе го представил пред македонската јавност. Како вие ја проценивте оваа негова изјава? Дали ова е најава за некаков договор кој веќе е финализиран? Предпоставувам на штета на Македонија, како и досега. Само се чека на погоден момент да излезат и да речат дека еве ова е документот и со здравје да си го носите. Што се крие зад оваа негова изјава во која за прв пат се споменува зборот документ? Тоа е најава на нова македонска капитулација, на ново предавство на македонските интереси. Тие зборуваат за неков сеопфатен документ. Видите, прво и основно, не може да биде никаков сеопфатен документ во прашање, ако во него не стоят и македонците во Бугарија. Наш основен интерес е, во дадената ситуација, да се легализираат, да се на некој начин да излезат од тој геноцид на бугарски врз македонците, а ние тоа го игнорираме. Велам, не може да биде документ без македонците во Бугарија. Тоа е првиот факт. Вториот факт, исто така исклучително важен, е дека а што правиме со договорот за непријателство, несоработка и недобрососедство? Ако имаме таков договор, што ќе ни е нов? Или треба да го откажеме другиот, или да не правиме нешто ново. И третиот факт, разбирате, а по моје мислење, ние треба уште денеска да го откажеме тој договор, бидејќи се што ќе прави Бугарија и се што прави се повикува на него, а ги прекршува сите точки од истиот договор, почнувајќи од поставувањето на блокада и уцена и ултиматум. Ако е договор за пријателство, не може некој да ве уценува и да ви поставува, нели така да ви поставува блокади и уцени и ултиматуми.
Значи, тоа е само по себе неприфатливо. Значи, третиот факт е, ако вие спремате документ таен од суштински, историски карактер за овој народ и ќе го обладените, кој ќе биде веќе готов, па тоа значи вие под маса правите предавство. Таков документ треба да го анализира не само интелектуалната јавност, треба МАНУ, треба Институтот за историја, Институт за македонски јазик. Разбирате, ова држава не е држава кој кула од карти, таа има своји институции. И ти правиш договор суштински, историски, со несогледливи последици, под маса, тројца тамо неписмен, да простите не издраз, го подготвуваат тој договор. Или ако сакате, спремни да капитулираат пред интересите на Вашингтон, Брисел, не знам тамо Париз и Берлин и било кој друг, разбирате. Така да, сето тоа е отворено работење против суштинските, фундаментални и да речам преживувачки интереси на овој народ. Тоа што ќе потпишат тие што го подготвуваат, према сите индикации кои имаме, е нова катаклизма, катастрофа за македонскиот народ. Ова што се случува во Украина не е од вчера, што би се рекло, туку најверојатно тлее уште од многу порано. Може би некаде од 2004 година или може би порано, 1991 година, која со распаѓањето на СССР. Каде да го бараме коренот на ова криза и дали Русија требаше да преземе вакови чекори во овој конфликт и начинот на кој ги презеде? Видите, прво и основно е дека во 21. век секоја нова војна, секој нов оружен судир, било каде да се случува, мора да се осуди. Тоа е неприфатливо на едно вакво цивилизацијско достигнување на светот, од интернетот до IT комуникациите, до мобилните телефони, така натака и така натака. Меѓутоа, кој ќе да влезете подлабоко во судирот и ова се случува во Украина, станува апсолутно јасно видливо дека тоа е судир меѓу Соединетите Американски држави и Русија. И Украина е чиста колатерална штета. Петата држава во Европа е уништена, разбирате. Таа држава никогаш нема се врати. Светот веќе е на пресвртница и никогаш нема да биде таков како што беше до предвојната во Украина. Значи, интересот на Америка и Кисинџер, пак ја го спомнам, пред некое време рече дека главната закана за Америка е Кина и војната меѓу Кина и Америка е неизбежна. Велам, на тој човек мора да се верува, бидејќи навистина има длабоки познавања и едно огромно искуство. Меѓутоа, за да дојде таа војна меѓу Кина, која се уште е економска велесила и по многу што веќе поголема од Соединетите Американски држави, потребно е време, бидејќи Кина се уште не е толку, да речам, опасна, ако сакате, или агресивна, бидејќи таа се уште нема соодветна воена моќ. И затоа прв противник, прв непријател, душман, што би рекле ние, нели, е Русија. И Америка на еден катастрофално погрешен начин се обидува да ја уништи Русија, што нема никогаш да ја успее, и место да тамо добива некои поени, таа е фрла во предгатките на Кина. Значи, место да се олесни идната своја позиција и политика и така натака, таа само се ја влошува. И знаете, после ова, веќе Европа и Русија нема да може да соработуваат. Таа се веќе два света, две планети. Русија ќе биде целосно свртена кон Азија. Русија и Кина и Индија веројатно и Бразил ќе станат оној БРИКС што не заживеа, сега ќе има нов стимул да заживее, разбирате. И тоа ќе води во промена на сите меѓународни институции кои денеска се 99% во интерес на малобројни западни земји. Сите тие во нив функционираат, за нив функционираат. И Меѓународен монетарен фонд, и Светската банка и слично. Значи, оваа војна е наметната крајно непотребно со своја улога и на Европската Унија, која им рече, ќе сработувате со нас
на украинците или со Русија. А зашто не и со Русија и со Европската Унија, разбирате. Значи, целта беше да ги насъскаат, што би рекле, да ги сврдат, да ги свртија целосно против русите, направи едно чудо грешки во Киев во однос на рускиот јазик, на русите кои се таму преку 8 милиони, разбирате. На власт, на вистина и на високи позиции дојда старите комунисти, старите фашисти на Бандера и слично, разбирате. Вода една целосно погрешна политика која на крајот од денот мораше вака да заврши. Знаете, секоја земја има право да се бори за својата безбедност. И не може Русија да биде безбедност ако во Украина влезе НАТО, ги постави ракетите на самата граница. Ракетите и сега се во Полска, се во Балтичките земји, тоа е сепак подалеко отколку на самата граница, разбирате. И Русија немаше избор освен да преземе на ваква акција, која велам неоправдано, сметам дека е неприфатливо да се води војна, ама кога ве натера, кога ќе ве натераат, кога немате друг избор, знаете, политиката има тогаш врзани раце. И да се разбереме, санкциите кои ги поставуваат се исто така војна. Санкциите до сега никогаш не дали резултати, а санкциите, истата политика која Русија ја води сега, велам, на неприфатлив начин во Украина, Западот ја прави цело време. Тие имаат санкции врзиран, зашто да не направи нуклеарна војна, штитајќи го Израел. Значи, тие исто така превентивно, како што е ова акција и во Украина, превентивно сака да го спречат Иран да биде доминантна сила на Блискиот Исток во однос на Израел, Саудитска Арабија и слично. Исто е со Северна Кореја, разбирате. Така да таа политика, да не одиме назад во 1962 година, кога Советскиот сојуз инсталира ракети на Куба, и светот беше доведен на самиот раб на нуклеарна војна. Џон Кенеди го ја блокираше Куба, кој е остров, месеци и пол дена од Куба не влезе, не излезе ниту еден брод, беше блокиран островот. Среќа се договорија Хрушчов и Кенеди, тогаш нели така Америка гарантираше независноста на Куба, се повлекоа американските ракети Першинг од Турција и слично, така да ова што се случува во Украина е можда 20 повторување на иста ситуација, а след други 19 беа или 18 беа во режија на западните земји, кога се преземаат чекори за обезбедување на својата безбедност, што е легитимно право на секоја држава. Како ќе ја прокоментирате одлуката на Американскиот Сенат дека Путин е воен злосторник? Таа е обична глупост, разбирате. Тоа е, значи, во немање можност да на некој начин и помогнат посериозно на Украина, велам, тие сега измислуваат такви работи, бидејќи во секој случај таа војна ќе биде анализирана од разни институции во светот, све што е таму злоупотреба и надвор од војните, правилата за војни действија ќе бидат казнувани, али велам, тоа се очајни чекори во обидите да Соединените американски држави ја уништат Русија, жртвувајќи го и последниот украинец во таа борба. Ово што сега се случува со Украина, но на еден начин и во Македонија, вие уште пред 8 години, поточно во ноември 2014 го наговестивте во една од вашите колумни. Ми се чини дека насловот на таа колумна беше "По американската инвазија на Украина мора да се преиспита и улогата на НАТО". Тогаш напишавте дека Македонија треба да се преиспита околу барањето да биде членка на НАТО и ги повикавте властите да направат длабоки анализи. Ке ни подсетите ли во кратки црти, поради тоа што веќе еднаш го кажате, но и поради времето кое што ни е на располагање, во таа ваша колумна или на таа ваша колумна, а пресликана во сегашната состојба. Дали за ова што се случува на Украина, но и на Македонија, можеме одговорноста да алоцираме и во двете држави Македонија и Украина? Апсолутно. Видите, тоа што се случува во Украина и тоа што се случува во Македонија е многу слично и по многу што идентично. Ние имавме сега обид на евроамбасадорот во Скопје, заедно со францускиот амбасадор, да ни кажат дека споредувањата на Украина и Македонија се несоодветни и
не базирани на факти. Напротив, дури со право и со аргументи можеме да потврдиме дека ова што ни го прави наш Бугарија е пострашно од војната на Русија против Украина, која реков е неприфатлива, не сме да се подржи никаква војна акција во 21. век. Меѓутоа, што сака Бугарија? Бугарија сака да го уништи македонскиот народ. Кратко и јасно. И во прашање национал-шовинистичка и фашистичка политика, која веќе не успеа во Втората светска војна и сега се обновува. Русија, намерата на Русија е да ја доведе Украина во состојба на неутралност, да не биде закана за руските безбедносни да не биде носител на безбедносните закани против Руската Федерација и, велам, иако начинот не е прифатлив, тоа е легитимно право на секоја држава. Разбирате? Да не забораваме дека и Хитлер и Наполеон на времето главно преку Украина влегна во тогашната Руска империја или Советскиот сојуз, разбирате. Така да, велам, пострашно е и понеприфатливо тоа што Бугарија ни го прави нас, затоа што Украина ќе опстои како држава, во која форма и така ќе видиме. Али овие сакат македонската држава, да македонскиот народ и украинците ќе опстанат, а македонскиот народ да го уништат, велам. Нека секој цени што е пострашно. Во однос на изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи за самоопределените македонци во Бугарија, дека Македонија не може да застане зад нив и не може да се мешат во бугарскиот устав поради договорот во 1999 година на ВМРО, ДПМН и ДПА, но и дека тие се бугарски државјани и бугарската држава треба да застане зад нив. Господине Никовски, ако во Бугарија не беа македонци, туку беа албанци, дали Османи ќе имаше ваква изјава и дали во оваа изјава може да го бараме одговорот на прашањето дали господинот Османи е најсоодветната личност да биде на оваа функција во овој момент кога се дискутира за едно круцијално национално прашање на македонскиот народ? Видите, може слободно да кажеме дека Османи е најнесоодветната личност да биде на таа функција во овој момент, помногу што тој води албанска политика која е во интерес на Албанија, бидејќи да се сотре македонскиот народ, моментално најголем интерес е на албанците, тие тука сакаат да ја земат целата држава и веќе ја албанизираат, ги спомнавме ја полетите, што не прават, разбирате, јазикот веќе изборуваат, знаете, не е малцинско право да зборувате на својот јазик во име на државата. Не. Малцинско право е да зборувате на својот јазик што ќе требе во одбрана на своите лични интереси. Кога зборувате во име на државата, како што ние со Законот за албанскиот јазик им дозволивме и Џафери, спикерот, зборуваше така во Брисел, односно во Страсбург, сите министри зборуваат на албански во име на државата, тоа покажува дека сме ние федерација. Значи, ние сме помногу што федерација мислам, Албанско-македонска федерација, све осим формално. Изјавата околу македонците во Албанија, во македонците во Бугарија, на министрот Османи е крајно неприфатлива, зашто тој, ако веќе така смета, треба истовремено да каже, бугарското барање кое официализирано го поставуваат на најдиректен начин и председателот Радев и премиерот Петков, дека македонските бугари, не бугарите во Македонија, треба да влезат во уставот. А што е тоа ако ние, значи тамо не сакаме да се мешаме, ова нивното е не класично мешање, него е тоа директива, разбирате. Тоа е силеџиство. Али уште е пострашно, слушајте, ја не знам Маричич, нашиот вице-премиер, што е по националност, дали е македонец, србен и што името, презимето не му е македонско, али тоа е негово лично определување и не би навлегувал. Он се прашува јавно, ако има македонци во Бугарија, па
Прашај бре човеку, ако веќе не знаеш. Комшијата прашај го, на улица застане некој прашај го. Вика, ако има македонци во Бугарија, нека ги барат своите прави преку европските институции. Па има 14 пресуди бе човеку, бе да не речам потежок збор, не мислам човеку, искрено да ви кажам. Многу пострашно мислам, али да бидеме на култури на војавниот збор, па тогаш кажи 14 пресуди Бугарија мора да ги спроведе. Зашто тоа се пресуди на Судот за човекови права, кој е главен орган на Советот на Европа. Еве, ако не знаеш, кажи, барај да пресудите. Па пресудите, валјда тие суди тамо не паднали од Марс, ваќате. Така да, такви потези се прават во држава. Премиерот, заменик премиерот за европски интеграции дава изјави кои не му се доличи на дете од 5 одделени. Мојот внук, разбирате, од 12 години, опраште ќе ви каже дека има во Бугарија македонци, разбирате. Така да, тоа се такви потези кои ги толерира македонскиот народ, па чим ги толерира ќе трпи и вакви штети и вакви последици. Како ќе ја прокоментирате одлуката на МНР, поточно на министерот Бујар Осман и на подпишаниот указ од страна на председателот Стево Пендаровски, непожелниот амбасадор за Вашингтон, господин Љубомир Фрчковски, да го пратат во Њујорк? Ја искористили власта ситуацијата во Украина со која македонската јавност е преокупирана? Дали со оваа одлука председателот Пендаровски го одборчува долгот кон владата на СДСМ? Ќе ви кажам нешто од лично искуство. Кога спомнатиот, така нов амбасадор во Обединетите нации беше променет од функцијата министер за надворешни работи, тоа беше во 1997 година. Тогаш јас работев во Лондон и се врати првиот британски амбасадор во Скопје, Тони Милсон. И не така, по една нормална дипломатска пракса, бевме заедно на една средба и го прашав, зашто го сменија министерот на надворешни работи Фрчковски? Без да трепне ми рече, заради криминал. Ако британската амбасада во Скопје тоа го знаела, американската е прва, нели така, по тие, да речам, тајни информации кои се собираат. Значи, тоа била нивна заедничка оценка. Инаку, овај потек направен како што бил, да не одиме од тоа дали е враќање на борчи, тоа е не суштинското, тоа е кршење на процедурите кои се во држава веќе фиксирани за одредување нови амбасадори. Кога вие ги кршите процедурите, а процедурите се некогаш и посилни од закон, вие значи ја негирате собствената држава, разбирате. Така да, сето тоа е нов доказ дека во држава не владее нити правото, не владаат нити принципите, нити процедурите, туку прави кој што сака, и кога имате таков хаос во државата, така ќе ве третираат другите, и како германци ви ќе речат, договорете се вие, германки, договорете се вие со Бугарија, па после ќе ви аплаудираме. Односно, капитулирајте. Така. Господине Никовски, уште мало кратко прашање околу ова, со краток одговор. Каков третман мислите вие дека сега ќе има Фрчковски, имајќи во предвид дека САД одби да го приби во Вашингтон? Видите, ова се Обединетите нации. Тамо се доминантни Соединените американски држави, меѓутоа тоа е сосема друга ситуација. Они да беше амбасадор во Вашингтон, разбирате, и ако американците нели така не му дадоа греман, го одбија, да го пратевме ние тамо на некој неприфатлив за американски начин, ќе го игнорира, ќе го држија по страна. Таква улога немаат во Обединетите нации и велам, во Обединетите нации неговата активност ќе зависи пред се од него, разбирате. Ако тој тамо се ангажира да ги брани македонските интереси, ќе може нешто да направи. Иначе, македонската улога во Обединетите нации е маргинална, беззначајна, разбирате. Иако тамо се решаваат многу работи, меѓутоа нашето влијание и нашите можности тамо нешто да направиме се минимални или никакви. Така да, тоа е на некој начин без некои посериозни последици за нашата држава. Во средата низ улиците на Скопје се појавија налепници на кои стои текстот "Еден народ сме".
На налепниците има споено македонско и бугарско знаме. Како ќе го прокоментирате ваквото отворено промовирање на бугарската теза, според која македонците и бугарите биле еден народ во две држави? Случајна или е ова провокација која се случува на денот кога требаше во Македонија да допатува бугарската министерка за надворешни работи Теодора Кенчовска во уште една рунда преговори, чие доаѓање беше одложено со образложение дека заедно со министерот Бујар Османи средбите ги одржувале во Брисел? Видите, споменавме дека ништо не е случајно во бугарската политика. Тие трошат огромни пари за нивните политички цели. Само да спомнеме попатно дека тоа што го прават со македонците во Албанија е нова нивна агресија во македонизмот, на која наша држава не реагира. Албанија си се прилагодува на она што е нивни интерес, бидејќи Бугарија може исто така и ги блокира сега паралелно со нас, нели така? И ги, значи, де факто се оди на бугаризација на македонците во Албанија, а ова се чекори од тој мозаик кој го рековме, кој е безпрекорен. Инаку, таа посета се одложи, а беше многу загрижувачка, бидејќи цело време се зборуваше дека работаат, нели така, групите, работните групи меѓу се состануваат и решаваат, нели така, се обидуваат да ги приближат ставите на двете држави, работни групи на двете министерства на надворешни работи, а кога веќе најавија средба на двата министри, тоа доаѓа нивната кајност, тоа покажува дека е при крај тој документ кој претходно го анализиравме. Велам, таков документ не сме во никој случај да се прифаќа. Напротив, треба да се откаже под хитно договорот за непријателство и да се оди на нов договор кој ќе биде реципроцитетен и во интерес на Македонија. А тоа што се сретнале тие во Брисел и каде било, покажува дека бугарската страна ги реализира сите своји барања и сите своји нецивилизацијски политики према Македонија, а нашиве аматери само го виткаат трбетот и само прифаќаат све и што треба и што не треба. Така, имајќи го во предвид претходното кажано за средбите кои се одржуваат во Брисел, дали далеку од очите на јавноста и без присуство на медиумите, македонската влада и бугарските власти во Брисел кројат решение за билатералниот спор кои ќе значат и нови отстапки за Македонија? Тоа не е спорно, разбирате, тоа не е спорно. Прво најавата на премиерот дека кога ќе биде готов документот ќе ни го кажат, разбирате? Значи, кога судот ќе пресуди, ќе донесе смртна пресуда, ќе ви ја кажеме, нема да ја криеме од вас, разбирате? Ако нешто криете, ви имате причина. Ако вие нешто го правите јавно со сите, нели така, салтанати, да секој може да го следи тоа кој се разбира во тие работи, да реагира, да предложи така натака, тоа е друга работа. Секој е тајно. Иако во суштината тие работи се прават на некој таен начин, да се подготвуваат генерално, меѓутоа кога ќе дојде до прецизирање на клучните работи, тоа јавноста мора да го знае. Вие имаме ситуација кога опозицијата нема поим што се случува во меѓу Македонија и Бугарија, кога пратениците кои утре ќе мора да го гласаат тој договор, немаат поим што се случува и што се преговара, значи тоа е заговор против интересите на Македонија. Директорот на Државниот завод за статистика, господин Апостол Симовски, објави дека резултатите од септемврискиот попис на населението ќе бидат објавени на 30 март во Македонската филхармонија. Симовски во едно телевизиско интервју изјави: наредните месец дена ќе бидам државен непријател, но ние не сме джубокс за исполнување на желби, туку треба да направиме реална фотографија за населението. Како ќе ја толкувате ова негова изјава? Дали очекувате резултатите од пописот да бидат објавени на тој ден, што е за 4 дена, или пак нема да ги објават, бидејќи во јавноста излезе една информација дека ДУИ вршела големи притисоци да се наштелуваат пописните резултати, воспротивно ќе излезеле од владата и ќе предизвикала предвремени парламентарни избори. И дали за време на пописот ние, македонскиот народ,
сами себе си ја пресековме гранката на која стоиме со бојкотирањето, надевајќи се дека некој друг во наше име ќе ни ја заврши работата. Целиот попис се одвиваше на еден крајно неприфатлив начин. Беше јасно од самиот почеток дека се прецизирани целите кои треба да се постигнат и дека се друго не е важно. И мислам дека Симовски беше малку непрецизен кога рече дека тие не биле джубокс за нечии желби. Напротив, проблемот е што тие биле 100% джубокс на нечии желби, ама не на македонските. Значи, да тугите желби и на странските диктати, кои, велам, во сето ова преобликување на Македонија, која се случува 30 години, пописот има своја цел, своја задача, која очигледно нашите аматери и капитуланти мора да ја извршат. Ќе потсетам дека во 2004 година, кога беше во прашање новата административна поделба на Македонија со албанизирање крајно непотребно на делови, Америка дури го призна нашето уставно име привремено и за билатерална, не е важно, комуникација, само за да не успе референдумот против таа поделба административна со која се албанизираше Скопје, стана двојазично, Струга, Кичево и така натака и така натака. Според тоа, овој попис има апсолутна задача да исполни дел од тие задачи кои се исклучително важни во севкупното американско сценарио за мислам, уништување, за бришење на македонскиот народ од меѓународната сцена. НАТО алијансата на вонредниот самит кој се одржа во Брисел пред 2 дена го повтори ставот дека немаат намера да испраќаат војска и нема да војуваат во Украина, но ќе ги помагаат украинците со оружје. До кога ќе се војува и како да се дојде до мир во Украина? Како ќе делуваат новите најавени санкции према Русија? Дали ќе го исплашат Путин или пак ќе оди до крај, се додека не го оствари зацртаниот план со кој влезе во Украина? И дали со вооружувањето на Украина, Западот сака конфликтот во Украина да продолжи, а со тоа тие да продадат што повеќе оружје? Нема никакво сомнение дека клучен, главен, доминантен интерес и на Украина, и на Русија, иако од различни побуди, различни причини, е војната што побрзо да прекине. Да не забораваме дека Милошевиќ дозволи 77 или 78 дена да биде бомбардирана Србија и Белград и прашање ако 10, 20, 30 дена порано капитулираше, разбирате, колку помали ќе беа штетите, колку помалку ќе имаше жртви и така натака и така натака. Истото се поставува и денеска во Украина, бидејќи Украина е како држава уништена, мртвите и штетите се огромни и ќе треба тоа долго време да се обнови. Војната ќе трае долго, последиците се несогледливи, Европа и светот ќе бидат поинакви после оваа војна, Русија веќе и Европа нема да имаат никаква основа да соработуваат и се гледаме дека последните напори се прават да апсолутно се прекине со користење на рускиот газ, што е природно наменет за Европа, нели така? И велам, тоа ќе биде последица за сите и главна, осем Украина која е главна неспоредлива штета, мислам дека штетите дури кои ќе ги трпи Европа се поголеми на некој начин од штетите кои ги трпи Русија. Русија е огромна, има можности, е голем дел азиска држава, ќе се врзе со азиските земји, со Кина и така натака, ќе создадат нов блок светски, ќе се промени се што е во светот моментално доминантно, бидејќи е во интерес на мал број на земји. Меѓутоа, велам, ќе биде еден надпревар чиј крај не се гледа, чија крајна, да речем, формација
на Украина не се знае, дали тука ќе се направи некоја нова Русија, ќе се направи нешто трето и така натака и така натака. И додека на Русија и на Украина е нагласен интерес војната што побрзо да заврши, напротив, на иницијаторот на таа војна, тоа се Соединените американски држави, е клучен интерес таа што подолго да трае. Што подолго таа трае, Русија ќе биде се повеќе сатанизирана, се повеќе земји ќе се вртат против неа, разбирате, и тоа ќе доведе да американските интереси бидат што повеќе реализирани. Значи, ако не беше така, вие сте забележале дека било која европска или држава или Соединените американски држави рекле дека дајте да видиме, да бараме решение во Украина под мотото на нејзина неутралност, што е неизбежно. Дори самиот Зеленски во повеќе прилики рече дека очигледно ние не можеме да станеме членка на НАТО. Никој тоа не го спомнува. Затоа што Западот е заинтересиран таа војна да трае. Западот, велам генерално, на Европа тоа е апсолутно неприфатливо. Такво нешто е апсолутно неприфатливо, меѓутоа тие се слепи следбеници на американските политики и затоа имаме ситуација статус кво, војната ќе трае, последиците се огромни, долгорочни и велам, светот нема да биде никогаш повеќе тоа што беше пред да почне војната во Украина. Господин Никовски, на располагање имам уште 10 минути, имам уште неколку прашања кои би сакале да ги завршиме во тие 10 минути. Во четвртокот се сретнат земјите од Г7, а пораката оттаму ја испрати Џо Бајден, изјавувајќи дека доколку Русија употреби биохемиско оружје или, не дај Боже, нуклеарно, одговорот ќе биде соодветен. Дали е можно од 22-та година, од 21-виот век, да не се случи такво нешто или пак оваа изјава повеќе личи на замајувачка реторика и за кратко ќе имаме дескалација на состојбата во Украина? Видите, тоа пропагандата е 100% или 99,99% во рацете на западните земји. Тие ги контролираат главните светски медиуми и наметнуваат својата политика како нешто неспорно, како нешто, нели така, главно и суштинско, што апсолутно не соодветствува на вистината. Русија никогаш нема да употреби биолошко оружје во Украина, напротив, тие утврдија дека таму имало американски лаборатории, дури тоа го потврдија и во Нуланд, нивната висока представничка во Стейт департаментот, потврди дека такви лаборатории имало, разбирате. Значи, напротив, таму имало подготовка на границите на Русија да се подготвуваат некои биолошки оружја. И знаете, војната русите можеа да ја завршат по многу покус период, се одовлечкува и сите мислат дека Русија доживува пораз. Ја мислам, не сум експерт за војни прашања, меѓутоа мислам дека основната цел на Русија е да има што помалку жртви, разбирате. Зашто во секоја војна најстрашната загуба се човечките животи. Све друго ќе се обнови, ќе се направи, ќе се изгради, човечките животи се неповторливи, необновливи, разбирате. И заради тие причини тие споро напредуваат, само за да, велам, бидат што помал број на жртвите. А биолошко оружје и слично, тоа е апсолутно надвор од умот. Господине Никовски, во интерес на времето, разговоров ќе го продолжиме со блиц прашања, на кои бараме доколку е можно блиц одговори за помалку од 10 минути. Бугарија во последниве неколку години води невидена агресивна политика према Македонија, а ова македонска власт со Ковачевски, а и предходната со Заев и се додворуваат на Бугарија наместо да им покажат заби, така речено. Тие цело време не убедуваат дека Македонија не преговара за јазикот и идентитетот, дека овие две работи не се на преговарачката маса. Ако е така, како може да се објасни изјавата на вице-премиерот Бојан Маричич, каде што вели бараме решение кое нема да го загрози статусот на нашиот јазик и ќе успееме во тоа. Доколку не се договориме околу тоа прашање, не може да има никаков договор со Бугарија, вели тој. Па сакате подобар доказ дека јазикот е на маса? Тој самиот ни кажува дека јазикот е на маса. А јас ќе ја прочитам изјава на Османи, дадена на 13 февруари оваа година и вели: најважното прашање за нас е идентитетските прашања.
во преговарачката рамка, кој така натака. Ако се идентитетските прашања најважно прашање за нас, значи тие се на маса, да се разговара. И велам, јас дури сум му благодарен на Османи, и тој прв ми кажа дека се и идентитетот, и јазикот, и историјата, дека све се на маса, разбирате. Дали свесно, дали несвесно, погрешно, меѓутоа, еви и веќе што го спомнавте и ова, ние со бугарите преговараме и дали сме македонци или не сме македонци, и од кога сме македонци, тој го рече и Заев, рече. Прашање, вика, се нашите корени. Па нашите корени сме ние, ако немаш корени, ти си, билка не расте без корени. Така да, тие потврдија повеќе пати и не е спорно дека Македонија преговара околу нашиот идентитет и околу јазикот и околу историјата, што е срамно, понижувачко, неприфатливо и, ако сакате, капитулантско. Пред малку говоревме за провокативните налепници низ улиците на Скопје. Напоредно со оваа провокација, Комитетот за политики за Бугарија во странство за оваа година одвоил 400.000 евра за поддршка на организациите на бугарските заедници во Албанија, Србија, Косово, Молдавија и граѓаните на Македонија со бугарски идентитет. Ќе научат ли лекцијата македонските власти една за секогаш и да застанат во одбрана на реалното постоење на македонското малцинство во соседството и преку вакви фондови кои Бугарија ги одобрува за бранење на нереалното, односно измислените бугари во овие земји кои претходно ги споменавме? Оваа македонска власт нема да промени ни за милиметар ништо од своите негаторски политики, не само према македонците во соседните земји, према македонците во оваа држава, разбирате. Па тие подпиша договор во нивици дека македонско, све македонско е грчко, дека нема македонско ништо ова држава, па менувавме и име на театар, и име на агенција медиумска и така натака. Према тоа, од оваа гарнитура не очекувајте ништо. Дека не дојде до промена на изборите, дека не се дојде нова гарнитура на власт, која ќе се заангажира да ги брани македонските национални и државни интереси, нема да постигнеме ништо. Сето тоа што го прават бугарите, од сосема спротивна насока, разбирате, детално планираат, програмираат, реализираат за да докажат дека ние не постоиме. Во 2018 и 2019 година, за време на интервјуата кои ги имавме со нашите гостинки, госпогите Тања Јовановска-Каракамишева и Гордана Силјановска-Давкова, обелоденија дека владата на Заев испратила писмо до Венецијанската комисија поврзано со двојазичноста, во кое писмо ја молат Венецијанската комисија да не го покренува прашањето за уставноста, зашто тоа може да доведе до нарушување на меѓуетничките односи во земјата. Како ќе го прокоментирате ова, господине Никовски? Видите, тоа писмо јас не го знам и не би можел да го детално коментирам. Меѓутоа, во секој случај, Венецијанската комисија не се изјаснува за уставноста на некој закон, разбирате. Нив тоа не ги интересира, тоа е наше внатрешно прашање и прашање на Уставниот суд. Нив ги интересира дали решенијата се согласни со европските вредности и практики. И тие јасно ни ставија до знаење дека тоа што се прави со законот за јазиците, кој велам го руши унитарниот карактер на оваа држава и создава федеративна форма на земја, се, разбирате, неспорни, меѓутоа тие велат дека тоа не е во рамките на европските вредности, а тоа значи дека кога нешто не е во рамките на европските вредности, може да биде пречка во нашите преговори за влез во Унијата и, нели така, бидејќи не соодветствува со нивните вредности. Меѓутоа, дека тоа тие ќе остават на дневен ред, видите сигурно дека не, бидејќи тие секојаш замижуваат кога е нешто во нивни интерес, а против интересот на Македонија. Во годинава кога се навршуваат 150 години од раѓањето на нашиот македонски апостол Гоце Делчев,
Пред 8 дена се одржа 33-тото издание на фестивалот на народни новосоздадени родолюбиви песни Гоце Фест. Прв пат како никогаш досега морам да признам дека ова мене повеќе ми личеше на тажна поворка, повеќе отколку на достоинствен фестивал, преку кој можеме да го величаме нашиот апостол, но и неговите дела и гордост. Нашите сознанија се дека од страна на власта имало големи притисоци дури да не се одржи овој фестивал. Дали ова е резултат на исплашеност, коленичење пред соседот или не дај Боже веќе на постигнат договор дека тој бил бугарин? Зошто толку многу им пречи Гоце Делчев на нашите власти? Фактот дека некој од оваа држава го ставил на маса Гоце Делчев да се преговара околу тоа дали бил бугарин, македонец, турчин или американец, е катастрофална грешка, разбирате. Тоа нешто е незамисливо. Ние ќе преговараме за Гоце Делчев кој го сметаме за идеолог на македонската држава и тоа не е спорно, докажано е со милион податоци, разбирате, али некој од нашава држава преговара. И не само што преговара, ние имавме изјава на председател кој вели Гоце Делчев се декларирал бугарин, не се чувствувал така, се декларирал бугарин. Па како да се декларира? Он живеел во Бугарија, имал бугарско државјанство, бил платен од бугарската држава како учител и што да каже јас сум македонец? Он кажувал. Тоа значи да прифатиш, прво да ти сфрлат од работа, второ ти е да те ската за на глава, разбирате. Значи, тоа се такви глупости, тоа се такви безсмислици, што само покажува дека не знаеме ни што сакаме, ни како сакаме. Кој го Делчево праша, само да спомнеме дека се работи за еден невиден јубилеј, 150 годишнина, а ние немаме никаква програма за прослава. Добро е што содржа Гоце Фест, веројатно имало притисоци да и тоа биде избришано, али велам, се однесуваме на еден срамен начин, на еден понижувачки начин и дозволуваме да не плукат. Епак не плукаат. Дали е можно кризата во Украина да ја отвори вратата на Македонија за влез во Европската Унија, со што би го покажало будењето и дека на Европската Унија и треба поголема сплотеност, а не двојни стандарди? Или пак е се поизвестно дека кризата во Украина ќе ја врати Македонија многу наназад? И министерот наш Османи, кој го спомнавме и претходно, рече дека ова е шанса за Македонија да влезе побрзо во Европската Унија. Тоа е апсолутна грешка, разбирате, апсолутно неточно, бидејќи кризата во Украина, која ќе трае долго, како што рековме, го врти целото светско внимание према Киев и Русија и се друго на меѓународниот план, и Балканот, и проширувањето на Унијата ќе бидат ставени во втор план, и тоа ќе биде извонредна нова прилика да кажат дека мораме да го суспендираме, да го одложиме по проширувањето, бидејќи видите имаме поважни проблеми. Како ќе ја прокоментирате изјавата која дојде од рускиот Министерство за надворешни работи поврзана со последните одлуки кои беа донесени во Брисел? Во соопштението се вели дека Западот сега ќе ги сноси последиците. Со вооружување на Украина всушност покажуваат дека сакаат конфликтот во Украина да продолжи. За ова мислам дека говорите. Апсолутно е точно, разбирате. Тие, како што спомнавме, Западот е спремен, преготово Соединените американски држави, се спремни да се борат против Русија до последниот украинец. Тие ќе направат све, ќе им дадат оружје, хуманитарна помош, разбирате, а тие да се борат против Русија. И знаете, ние рековме дека интересот е на Украина, а и на Русија, што побрзо да заврши војната, бидејќи факт е, исто како што Србија не можеше да го победи НАТО во 1999 година, кога беа бомбардирани Србија и Белград, исто и Украина не може да победи оваа војна, само може да има поголеми разрушувања и поголем број на мртви и треба затоа што поскоро да заврши војната и Украина да бара колку толку чесен излез од оваа ситуација. И за крај, како ќе се одразат случувањата во Украина и какви последици ќе има по светскиот поредок? Веќе рековме, само да повториме. Светот нема веќе да биде таков како што беше до сега.
Тоа сатанизирањето на Русија, конфронтацијата со Русија е последното што би било посакувано од Европа, разбирате. Европа не може да биде ниту безбедна, ниту просперитетна без Русија. И сите идеали за обединување на Европа, кои имаат преку 100 и 150 години историја, меѓу кои биле носители и важни руски личности, било Европа да се обедини од Урал до Атлантикот. Ваква Европа без Русија нема перспектива. Соработката, додека е Украина проблемот, разбирате, соработката меѓу Европа и Русија ќе биде невозможна. Соработката меѓу Русија и Америка ќе биде невозможна. И велам, се соочуваме со нови проблеми, бидејќи не заборавајте, Украина и Русија се извозници на преку 30% од пченка и пшеница, дека 80% од маслото, сончогледовото масло заедно доаѓа од Украина и од Русија, така да што ќе основни прехранбени продукти, така да проблемите и последиците ќе бидат огромни за целиот свет, вклучувајќи Европа и исклучувајќи Македонија. Господине Никовски, задоволство причини и ова ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме, имајте си убав викенд, чувајте се, пријатно до слушање и скоро довидување на Македонски корени. Ми беше задоволство, повторно поздрав за сите македонци и во Австралија и низ целиот свет. Пријатно, имајте си убав викенд.